Секоја година бројот на вработени во текстилната индустрија во земјава се ситни за 3%. Не може да ги замениме луѓето работнички кои не идат во пензија и затоа и опаѓа вкупниот број на работници, затоа што нема интерес. Работна рака недостасува речиси во секој сектор, од градежници, заварувачи, возачи до комерцијалисти, па и програмери. Затоа работодавачите бараат владата да ја зголеми квотата за увоз на работна сила од странство. Ке дојде ред да ние мораме да погледнеме на вистината во очи и да кажеме луѓе ни се свиѓа или не ни се свиѓа, мораме и ние да вработуваме луѓе од надвор. Затоа што ако тоа не го направиме, верувајте, за период од 10 до 15 години ќе имаме страшен пат на производството, значи на буџетот, ќе нема од кај да се полни и ќе имаме проблем со исплатата на пензии, на здравствените работници, на образованието и така надолу. Странски работници и досега доаѓале во државава, а Агенцијата за вработување е еден од филтрите што ги одобрува нивните ангажмани. Секоја година интересот е се поголем. Ако во 2020 имало околу 3700 барања, лани бројот се искачил до околу 5300 барања по различни основи. Годинава, само во јануари поднесени се 347 барања. Квотата за увоз на странска работна сила годинава изнесува 5000, исто како и лани. Странците бараат дозвола за работа како армирачи, тесари, градежни работници, пекари, но има и менаџери и директори. Дел од работниците секоја година ги продолжуваат претходно обезбедените ангажмани. Најмногу работни дозволи им се издадени на турци, срби, косовци и албанци. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики неодамна изјави дека веќе имаме работници од Индија во автомобилската индустрија и потсети дека на автопатот Кичев-Охрид работат кинези. Битики најавува широка консултација на оваа тема, но вели рано е да се каже за колку би се зголемила годишната квота. Наредните недели ќе отвориме цела една дискусија со организациите на работодавачи, стопанските комори, да видиме дали и кои сектори се најпогодени и како тоа треба да го насочиме да недостигот на работна сила биде контролирано ако веќе треба да имаме увоз на работна сила и да видиме дали може да се олеснат одредени процедури за да не влеземе низ административниот лавиринт и проблеми кои што можат да најдат. Затоа што сметам дека само така економијата во одредени сектори можеме да ја задржиме на конкурентна основа. Зошто работниците не ги барате од редот на невработените во државава, туку од странство? Прашањето е одлично и јас се уште велам дека да, нашите граѓани секогаш треба да бидат на прво место. Но фактот е дека активните баратели на работно место, кои што се регистрирани во Агенција за вработување, нивните вештини и знаења не секогаш се одвесуваат со работните места кои што се креираат. Ако тоа можеме да го надокнадиме со увоз на работна сила, а сегашните наши сограѓани да ги доквалификуваме за да бидат повисоко платени, зошто тоа да не го направиме? Тоа е нашата цел. И додека се подготвува зголемување на странската работна сила, домашната е построена за извоз. Ова е презентација на ланец хрватски хотели на Јадран, кои бараат персонал за работа од Македонија. Htjeli smo doći u Skoplje zato što ovdje imamo dobra iskustva sa radnicima iz Makedonije, jer već 5 ili 6 godina oni dolaze kod nas raditi i svake godine sve više ljudi i tu isto imamo radnika koji se nama vraćaju već par godina. А меѓу заинтересираните се луѓе со различна возраст и професии. А зашто да не? Мислам дека одлична можност да прошетаме, да заработиме, така да. Ставени сме на милост и немилост да се сногиме сами што ќе правиме. Значи јас сум дипломиран професор по англиски јазик. Кажете ми што да правам. Мојата идеја ја гледам во странство со младите луѓе. Зошто? Зашто мислам дека поише ќе се снајам. Овде работиш за 300 евра, таму работиш, се знаеш да повеќе можеш, борба за живот. Дали сте осигурани, дали ги имате сите услови? Да, осигуран. Здравко Јосифовски од Независната угостителска комора лично сведочеше како Хрватска регрутира работна рака од земјава. Ја можам комотно да кажам дека добар готвач во Македонија зима поголема плата и од министер, и од председател, и од премиер.
За поздравување е секоја одлука за секој еден млад човек кој што сака да малце прошета по светот, да научи друга култура, да се стекне со богатство на нови знаења и искуства. И факт е дека тој човек сигурно нема да остане таму во таа сезонска работа, него ќе се врати и повторно решението за понатамашниот живот ќе го бара на локално ниво, сем во случај кога се одлучуваат трајно да ја напуштат државата и својата среќа да ја бараат надвор од тоа. Тој бара државата да воведе построги правила на игра. Веднаш во моментов државата треба да реагира и треба да направи некоја конференција регионална, да ги покани барем тие држави кои што планираат да ни го повлечат кадарот од повеќе индустрии, без разлика дали е тоа Европска унија, Германија, дали е тоа Хрватска, Грција или било која друга држава, значи и да воведе нови правила и принципи во кои што ќе каже дека сите краткорочни вработувања ќе мора да идат преку привремени вработувања од локални агенции, односно преку државата, и на тој начин државата да обезбеди за тие луѓе дека примаат и работат во странство европска плата што ја заслужуваат согласно својата функција, меѓутоа доприносите да се плаќаат во државата. Затоа што греота е вие да работите во странство, да остварувате нивни приходи, а да користите бенефити од државата како што се здравствено осигурање, не знам и други работи што ви се овозможува со вашето државјанство како македонец. Јас се согласувам дека во одредена мера ние имаме доволно подпишани меѓу државни договори со скоро сите земји на Западен Балкан, па и пошироко, во кои што ги штитиме и работничките права и работниците, но и инвестициите како такви. Сметам дека секој предлог кој што би требало да ги унапреди правата, особено кој што задира во сегментот на човекови права, кај што се и работничките права, сметам дека можеме да го разговараме. Домашните работодавачи се жалат и на нелојална конкуренција. Димитров вели дека од 3% луѓе што заминуваат од текстилната индустрија, 1% одат во директните странски инвестиции за малку поголема плата. Зошто вие не ги понудите платите што ги нудат фирмите во ТИРС? Не може да ги понудиме затоа што ние немаме повисока додатна вредност од нив. Ние работиме слична работа со нив и имаме слична додатна вредност. Дали ќе вие шиете некој производ од машка и женска конфекција или ќе шиете навлака за седиште, таму нема разлика у додатна вредност. Разлика има у тоа што он добива ослободување од данъци и придонеси. А тие придонеси изнесуваат 6000 денари по човек. Он од тие 6000, 3000 ќе ги даде на нашиот работник, ќе го земе кај него, а 3000 ќе ги стави во джеп. Значи ние со нашите пари што ги плаќаме нашите придонеси и даноци, се самите на еден начин уништуваме или ги намалуваме нашите работници. За вице-премиерот Битики, реалноста е поинаква. И домашните компании ги имаат истите олеснувања. Ние имавме закон за зголемување на плати во кој што 100%, ајде да не кажам, 99% беа домашни компании кои што ги користеа поволностите 3 години. Значи ние за секоја зголемување до 6000 денари ги плаќавме 100% придонесите за компаниите, некаде од прилика 20.000 компании тоа го користеа секоја година за 3 години. Во овој момент имаме по законот за зголемување на минимална плата исто така подршка на компании кои што ја зголемиле минималната плата. Поволностите, велам, е само мит. Во реалноста не е така. Тоа што има движење на работната сила, во ниедна економија не се смета за лош тренд, вели Битики, и порачува дека причината за одливот е можеби во односот на работодавачите кон работниците и вреднувањето на нивниот труд.